actively working for its EU membership, that we also have historically important opportunity for the country. I would like to tell you my personal message. It is really a historic moment in the development of your country, and it can positively influence its, in the case of positive outcome, позитивен исход може позитивно да влияе во еден развој на оваа земја и исполнување на европските и трансатлантските амбиции, така што се обраќам до граѓаните на Македонија да учествуваат на референдумот и да го користат своето право тоа да го сторат. Исто така дури би рекол и нешто повеќе. Заради важноста на овој референдум, имаат право да имаат целосни информации за тоа какво влијание ќе има нивниот глас и повторувам дека позитивниот исход позитивно ќе влијае на идните развој на Македонија во смисла на приклучување кон Европа. Така што се обраќам да гласат позитивно. Исто така сакам да кажам дека е суверено право на секој граѓанин на земјата како тој ќе гласа и одлуката ќе биде одлука на луѓето во Македонија, на народот во Македонија. Благодарам многу. Thank you very much, Mr. Kukan. Mr. Fleckenstein. Благодарам, господин Кукан, господин Флекенштейн. Благодарам. Господин Кукан кажа се и во сето беше во право, но јас би сакал да ви давам три куси пораки. Првата е диалог од Жан Моне, дека владите и партиите на власт сака такви диалози, тоа се подразбира и тоа е причината за која што сум задоволен што водството на опозицијата ни кажа дека тие во целост ќе дадат подршка на втората рунда на Жан Моне, бидејќи само ако сите се приклучени, тогаш има смисла. Втората порака е во врска, и третата исто е во врска со референдумот. Би сакал да кажам неколку збора за важноста на референдумот. Не станува збор тука за тоа дали владата е добра или лоша, не станува збор за тоа кој ќе владее во предстојните 4 години, туку навистина станува збор за решавање на проблем и да се има мислење кој ќе влијае врз иднината на семејствата, на децата, внуците. Па така јас навистина ги молам моите пријатели во Македонија, ве молам, одете и гласајте, немојте да кажете дека нам не ни е гајле. Премногу е важно. Бидејќи знаете, 27 години имаше конфликт кој што секогаш го сопираше процесот од време на време, а сега имаме шанса да започнеме со преговори наредната година, да го забрзаме процесот на пристапување и навистина би сакал да се замолам. Немојте да ни кажете дека не ви гајле, одете гласајте. Како ќе гласате, секако дека тоа зависи од граѓаните на оваа земја и никој друг. Но, како што Едвард Кукан, Ричард Хауард, Ива Вајгл, кој дојде тука, толку пати доаѓаше тука, и јас си дозволувам да упатам апел за да, за глас да. И се надевам дека потоа навистина ќе можеме да ги забрзаме процесот на пристапување интеграција. Македонија припаѓа во Европската унија и дајте ни шанса сега да ги забрзаме работите. Благодарам многу. Благодарам на вашите обраќања.
Mr. Fleckenstein, sir. This is Session Господин from Australian Radio Флекенштайн Station. од Австралија радикација остана сетивки во врска на недоволно човекови права на етничките македонци во Бугарија и Грција, исто така наци статутот законите кои што се изградени од страна на Низа Пети Али Ахмети и сега сакат да го променат името на Македонија. Господин Флекенштайн, дали сте германски неонаци? Не. Не сум, но дел од моето семејство мораше да научи што може да направат нацистите, така што не го прифаќам дори ни прашањето да го мислам сериозен. Но не ви кажувам дека морате да гласате во прилог на ова прашање околу името. Туку замолувам да погледнете во едината, а не во минатото. И само ако може да изградиме заедничка иднина, имаме шанса исто така да разговараме за минатото на начин кој што е адекватен. И тоа е моето барање. Ако сакате така да го ставите, не сум наци, јас сум член на партија која што беше забранета од нацистите и повеќе од моите колеги умреа. Така што не го прифаќам тоа прашање. Hello, Anessa, journalist from Јас сум новинар од Алсат телевизија, би сакала да ве запрашам и двајцата. Парламентарци ни кажавте дека веќе зборувавте за вториот состанок, за диалогот Жан Моне. Може ли да ни кажете повеќе за темата на кои прашања ќе се фокусира втората средба? Јас спомнав во мојот воведен исказ дека во текот на првата рунда од диалогот кој што се одржа на 17 и 18 мај во Охрид, разговаравме главно за две важни прашања. Едното е етичкиот кодекс, кој што беше договорен и како што разбрав добро напредува во собрание, подготвен за скора имплементација и ќе биде одобрен, усвоен. Второто е деловникот на собранието. Тука постигнавме спогодба за тоа на кои прашања треба да се концентрираме, кои треба да бидат разрешени, така што имаме список на прашања кои треба да се разрешат. Во втората рунда би сакале повторно да ги отвориме прашањата околу деловникот на собранието за да добиеме конечна согласност, спогодба и побаравме од нашите колеги од на состанокот со координаторите на сите политички партии со кои што се сретнавме денес со председателот на собранието, заменикот председател на собранието, дека со добро ќе пречекаме било какви сугестии од нив за тоа што треба да биде вклучено, какви теми треба да бидат вклучени во втората рунда на состаноци. Тие зборуваа за општото работа на собранието, безбедностите, прашања, практични прашања кои што се поврзани со секојдневното работење на собранието, како тоа функционира, како работи, така што точен список на темите кои што ќе бидат вклучени во втората рунда се уште се разгледува и ќе се договориме околу тоа пред да започнеме. На тоа е дискусија помеѓу нас и сите наши колеги од собрание. До таму е работата сега. Наредно прашање? Министерот Димитров пред 2 дена на дебата кажа дека се уште сме многу далеку. Дали е можно Европската унија да го промени ставот, поточно да се пролонгира членството со оглед на тоа дека наредната година има избори, европски избори, но и дека се извинувам ако може да почнете од почеток, за нешто имаше проблем со Министерот Димитров пред 2 дена имаше
изјава на дебата во која што кажа дека сме многу далеку од членство. Дали е можно Европската унија да го промени ставот или на некој начин да го пролонгира со оглед на тоа дека наредната година имаме европски избори, но и дека промената на името не е единствениот услов, ами потребни се квалитетно спроведени реформи. Јас ќе започнам да го одговорам вашето прашање. Општо се согласувам со зборовите на вашиот министар за внатрешни работи. Треба да гледаме позитивно и велиме дека сите сакаме да видиме Македонија како започнува преговори за пристапување кон Европската унија, но пред тоа мора да искорачате некои резултати, опипливи резултати во процесот, така што комисијата ќе може да има можност да препорача дата за почеток на преговорите. Тешко е да се променат општите правила. Правилата важат за сите, за секоја земја кандидат и обично заклучоците се когаш се темелат на реалните резултати кои што дадена земја ги испорачува. Така што во последната одлука или заклучок на Европскиот совет се вели дека Македонија и Албанија напредуваат добро и доколку ваквите позитивни развои на страните ќе продолжат, ќе се одлучи. Ние мислиме во јуни Европскиот совет може да очекувате позитивна одлука доколку се исполнат услови. Така мислам дека тоа ќе се развива. Европските избори, како што знаете, се помнат 25 26 мај, така што не мислам дека тоа може драматично да повлијае на идните спиднувања. Јас би рекол дека идните заклучоци ќе се темелат врз тоа како вие ќе ги исполните ќе изработите вашата домашна работа, треба да ми дадете конкретни резултати. Тоа ќе биде решавачко. Само да надополнам, секако дека е од крајна важност за референдум од една страна, но овој процес за почеток на реформи интерни исто така е многу важен за животот на луѓето. И не бараме, комисијата не бара работи кои што не може да се исполнат. Така што сите очекуваме дека ќе има добри резултати. Исто така и за комисијата и нивните предлози до Советот, парламентот, собранието е јасно. Сакаме да го забрзаме процесот и тоа значи од една страна ова влада исто така треба да испорача реформи тука во земјата, а пак од друга страна исто така треба и ние да си ја сработиме нашата домашна работа, да ја реформираме Европската унија. Гледате колку е тешко понекогаш да се добијат добри резултати со 27 и нашите глашаци се плашат дека овој совет нема да може да функционира ако има уштечено, да ако не се реформира како тие работа. Така што не еднострано и ние треба да се подготвиме за заедничка иднина. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски рече дека ќе гласаме за промените на уставот ако ќе биде референдумот за. Дали вие сте оптимист за ова? Yes, да, господине. Да, јас сум. Последно прашање. Last question. До двајцата, може се едно кој ќе одговори, не е проблем. Рековте дека одлуката е на граѓаните. Пред неколку дена Еврокомесарот Хан порача дека каква и да е одлуката, дека Унијата ќе ја почитува.
Што доколку референдумот, ете да речеме, не биде успешен или не биде постигнат потребниот цензус, што тоа ќе значи во однос на импликациите во однос на нашите евроинтеграции? Тоа ќе значи дека и понатаму во едина ќе го имаме истиот проблем како што го имаме до денешен ден. Знаете дека треба сите членки на Европската унија да се согласат. Знаете дека секогаш имало проблем со Грција за тоа како да се реши работата со Македонија и ќе бидам задоволен и ќе биде многу полесно за сите да се забрза да работите ако се решава овој проблем. И затоа барам да кажете да. Не мора да ви кажам како треба да гласате, но си дозволувам да ве замолам. На вашето прашање знам што мисли комисарот Хан. Јас би рекол дека ние не размислуваме за план Б, ние размислуваме за план А. Резултат на референдумот дека ќе биде позитивен и ќе отвори побрз пат за Македонија на европската траекторија. Ви благодарам на присуството, ја прогласувам позицијата за затворена. Благодарам.